Во пресрет на поднесување на предлог амандмани за уставни измени, двете најголеми партии во Македонија повторно со различни ставови околу актуелниот закон за амнестија. Димчо Арсовски, портпаролот на ВМРО-ДПМНЕ, предвадено одговарајќи на новинарско прашање, истакна дека во понеделник ќе поднесат закон за амнестија за лицата од случувањата на 27 април, сите лица нормално опфатени по скратена постапка. Наум Стоилковски, портпарол на ВМРО-ДПМНЕ, денес по одржана пресконференција одговори на новинарски прашања, меѓу кои за актуелниот закон за амнестија. Доколку предлогот за амнестирање на сите инволвирани во случувањето од 27 април на еден брз начин, во една брза постапка во собранието, ќе значи само едно, дека оваа капитулантска власт сака да спроведе само една селективна правда, една селективна неправда, една играрија со правото, само во насока на задоволување на оние пратеници кои што прифатија поданички да ги поддржат капитулантските политики кои што произлегуваат од еден ништовен договор потпишан во Преспа. Од друга страна, пратеникот од редовите на СДСМ, Костадин Костадинов, во одговор на новинарско прашање, истакна дека разговараат со сите пратеници како од опозицијата, така и од владеачката партија и коалицијата за помирување и подавање рака, со цел да се спречи поделбата на општеството на партиска или било која друга основа, но конкретно законот за амнестија го нарече брутален упад во правосудниот систем на Република Македонија. Закон за амнестија е брутален упад во правосудниот систем на Република Македонија. Не смееме да дозволиме, заради политички преписки, да го нарушиме принципот на владење на правото. Откако беше најавена Комисијата за помирување, започна и шпекулациите за тоа дали ова значи амнестирање на пратениците од крвавиот четврток.